за ревизија утврдил незаконити набавки од клиниката на онкологија, земање на лекови на реверс, дали клиниката за онкологија била должна да ве извести и дали воопшто ве известила или побарала согласност од вас да набави лекови на реверс. А потоа, според она што го прочитавме во извештајот, тие набавени лекови на реверс биле плаќање по цена која што била договорена со добавувачот при следната законска набавка која што ја правела клиниката. И моето второ прашање е во хиерархијата на функционирање на набавка на лекарства во рамките на законитоста, за да биде се според закони да се намалат ризиците за корупција, вакви некои профитни сделки на штета на здравјето на граѓаните, каде вие го гледате Фондот за здравствено осигурување на Македонија по однос на клиниката за онкологија, а каде е Министерството за здравство? Односно, кој е поголем законски и извршен авторитет по однос на клиниката за онкологија? Дали Фондот за здравствено осигурување или Министерството за здравство? Без кого клиниката не може или не смее да изврши набавка, а без кого или и покрај тоа што има нечие мислење, може и сепак смее да изврши одредена набавка и покрај тоа што согласноста била делумна или не била дадена. Благодарам многу.